Рудник за бакар и злато на планината Огрежден кај Ловица Струмичко нема да се гради. Владата на седницата во Куманово донесе одлука за еднострано раскинување на договорот за концесија за минерални суровини со Евромакс Ресорси за локалитетот и Ловица во општина Босилово. Договорот еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање со целокупна неопходна документација за издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од 4 години по склучувањето на договорот за концесија. Се вели во соопштението од владата. Екоактивистите од Струмица ја поздравија владината одлука. Смета дека институциите конечно застанале на страна на граѓаните, но и законот, бидејќи според нив Евромакс ги немал потребните документи. Ово е круна на успехот на граѓаните, на еколошките организации, на Сдружената иницијатива и на крајна ден на владата, зашто ова е голем преседан кој што дава и одредена символика дека граѓаните сепак се тие кои доследно сакаат да има чист воздух, здрава животна средина, да нема загадувања и на крајна ден тие се на страна на законот. Рудникот кај Ловица предизвика низ за протести и реакции кај граѓаните од овој регион. Цели 3 години траеше нивната борба дека во овој регион нема потреба од рудник, а концесионерот ги пречекорил сите рокови. Компанијата Евромакс Ресорсис на планината Огрежден има уште една концесија која важи до 16 јануари идната година. Според активистите од Струмичко, станува збор за споредна локација, за која, како што тврдат концесионерот, исто така ја нема обезбедено потребната документација. Од Здрава Котлина тврда дека будно ќе ги следат издадените концесии за детални геолошки истражувања во Југоистокот, бидејќи се уште има локации кои се планирани за експлоатација на минерални суровини. Постојат уште концесии во Југоистокот, значи во општина Струмица спаѓа објектот Плавуш, тоа е на Стардиш МС. Постои во Југоистокот, мислам, од друга страна на планината е тоа двориште, таму е резерва Минералс. Тие се моментално во фаза на детално истражување, значи уште немаат аплицирано за експлоатација, но будни сме, ги следиме и нив и сакаме да нема воопшто рудници од таков отворен тип во Југоистокот. Од Евромакс Ресорсис за сега нема став за едностранното раскинување на договорот за концесија кај Ловица од страна на владата. Тие откако не добија дозвола за експлоатација во јули годинава, поднесоа тужби до Управниот суд против Министерството за економија и второстепената владина комисија.